Добар ден, другарчиња. Јас сум учителка Славица и доаѓам од детската градинка Корчагин. Денеска за вас подготвив една интересна активност каде ќе го препознаваме бројот 3. А тоа ќе го направиме токму преку раскажување на приказната Златка и трите мечиња. Но пред да започнеме со раскажување, убаво би било малце да направиме и вежба за дишење. Со помош на носето и устата ќе вдишуваме и издишуваме. Тоа можеме да го направиме 3 пати. Сега можеме да започнеме со раскажување. Си било едно прекрасно девојче по име Златка, кој тргнало на прошетка во блиската шума, каде што здогледало една прекрасна дрвена кукичка. Љубопитно разгледувало наоколу. Љубопитно ја отворило вратата од кукичката, но тамо немало никој. Здогледала трпеза на која имало поставено 3 столчиња, 3 чинии, 3 лажици и 3 салфетки, но сите во различна големина. Се запрашала, кој ли живее во оваа кукичка? Да, другарчиња, во кукичката живеело токму семејството Мечиња. Таткото Мечок, мајката Мецана и малото Мече. Златка се почувствувала гладна. На трпезата ги здогледала полните чинии со вкусна чорба и се послужила токму од најмалата чинија. Вкусно се најала и така заситена решила малце да се одмори. Тргнала кон спалната соба, а тамо ги здогледала трите креветчиња. Најмалото, малце поголемото и најголемото. Таа легнала токму во најмалото креветче и сладко заспала. Но во тој момент во кукичката влегле и мечињата. Златка го слушнала чудниот звук и така уплашена на брзина летнала низ кукичката. А пак мечињата останале изненадени на неочекуваниот гостин. Другарчиња, сега е време и за вас. За домашна задача ви предлагам овој цртеж да го обоите во боите по сопствена желба. Заедно со вашите родители да приготвите вкусна чорба за вашите мечиња и да им поставите убава трпеза, на која ќе има 3 чинии, 3 лажички и 3 салфетки. Но, запомнете, сите во различна големина. А на цртежот до вас мечињата да ги поврзете со соодветните предмети наменети за нив. Другарчиња, ви посакувам пријатна работа. Ви благодарам за вниманието и се гледаме повторно.